Покрај оние кои во јавност користат наркотични средства со 100 до 250 евра ќе се казнуваат и оние кои ги поседуваат за лична употреба, што досега не беше пракса ниту впишано во законската регулатива. МВР го допрецизира членот 20 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Во предлог законот кој е објавен на ЕНР наведено е дека оние кои ќе бидат фатени ќе бидат тестирани, а воедно на вага ќе се ставаат и психотропните супстанции кои ги поседуваат. Предметната измена од една страна ќе овозможи санкционирање на сторителите кои поседуваат наркотични дроги, психотропни супстанции и прекузори, а од друга страна може позитивно да влијае на рецидивистите на овој вид на прекршок, посебно одвраќање на нивната намера да поседуваат ваков тип на дроги, супстанции и прекузори, со што ќе зајакне залагањето на правосудните органи во борба против овој вид на криминал, стои во измените. Јанаки Митровски, председател на Сдруженијето Билка, кое се залага за декриминализација и олабавување на одредбите поврзани со канабисот, вели би поддржале секаква иницијатива и предлог измени на законот кои одат во таа насока, што сега според него не е случај, оти наместо кон релаксирање, се оди на поголеми можности за казнување. Читајќи ги предлог измените, тие не само што не одат во насока на релаксирање, туку во пракса ќе создадат и теоретски во пракса ќе создадат уште поголем проблем, затоа што ако сега се казнува за оддавање на јавно место, предлог измените е да поседување и оддавање на јавно место се казнува со прекршок од 100 до 250 евра, што е погрешно, затоа што пракса во светот е да не се казнува self-harm, односно личната употреба да не се казнува, поседувањето да не се казнува и тенденција во светот е да се декриминализира канабисот и да се олабават законските одредби. Митровски, кој е адвокат, додава дека казнената политика создава проблеми во судските процеси, каде посочува дека упатството на републичкото обвинителство се третира како закон, односно ако некој биде фатен со 4,9 грама канабис, неговото поседување се третира за лична употреба, а друг па ако има 5,1 грам, се третира дека поседува за препродажба, што вели е нелогично и не секогаш е случај, па смета дека треба да има соодветна дистинкција.